за слушање. Да, дечиња, погодивте. Денес ги зборуваме за доштот. На еден облак се живееше една мала капка вода со нејзината мајка. Кога ќе не идеше дождот, големите капки почнуваа да ја викаат: ајде, малечка, тргни ни се од патот, ти си малечка, оди да пиеш млекце и да си легнеш. Таа дечиња навистина беше мала и плашлива. Се плашеше дека ако падне од облакот на земјата, сите ќе бегаат и ќе се плашат од неа, а скоро на тоа не знаеше и како да се врати назад. И постојано беше со таа иста мисла. Еден ден, нејзината мајка ја праша зошто се чувствува така тажно и загрижено. Па, мамо, се плашам да слизам долу на земјата. Дали ќе ме сакаат или ќе се плашат од мене? Не грижи се, ти само тргни. Но, мамо, како ќе се вратам назад? Не постои толку голема скала. Капкичке, ти само тргни. На земјата ќе ти се радуваат сите, а за враќање ќе се погрижи сонцето. Ти воопшто немој да се грижиш. И така, дечиња, малата капка се охрабри и оп, рипна. Збогум, мамо, се гледаме за неколку денови. И така капката се пушти низ небесната шир. Нејзината мајка остана горе на облакот и ја следеше. А сонцето се насмевна и се сокри зад облаците. Среќен пат, мала капкичке, шепна во себе. Таа прво падна на чадурчето на едно девојче. Леле, колку убав ситен дождец, се израдува девојчето и почна да шлапка низ вирчињата на улицата. Ситен дождец, кре, кре, од печурката весело изрипа стариот жабец. Свежа водичка, викна и цвекенцата. Бз, бз, зуеше и пчелката. Таа заедно со бубамарата, штурчето и гасеницата се засолни под чадорчето на печурката. Дождец, дождец, ситен дождец, ајде жабче да си играме, извика жавчето и тоа се израдува на дождот. Малата капка беше пресреќна што успеа да ги развесели сите на земјата. Лебдејќи така низ воздухот, заврши во реката. Таму остана неколку денови и кога сонцето се појави на небото, таа постепено се намалуваше и оп, се претвори во пареа. Ја снема, се искачи повторно назад на облачето. И таму беа нејзините другарчиња, дождовните капки и нејзината мајка. А таа беше пресреќна што се врати назад и посака следниот пат да се врати на земјата, но како снегулка. Така, дечиња, како снегулка сакала да биде. А дали е тоа можно? Што мислите вие? Ајде да видиме што се случува во природата, како капката се врати назад и како и зошто таа сака да стане снегулка. Еве, дечиња, ги гледаме овдека на оваа фотографија облаците.
бели, сини, сиви, еве го и сонцето. Тука се и дрвјата, животните, планините, реките и подземните води, бидејќи има вода како што има горе на земјата, така има и долу внатре во земјата. Сето тоа што е на земјата го грее сонцето. Тоа со неговите топли зраци загрева се што е долу, ја загрева и водата. Кога ќе се загрее повеќе таа вода, се претвара во пареа. И повторно таа се качува горе. Кога ќе се собере многу пареа, се прават облачиња. А од тие облачиња врне дожд, така дечиња. А ако е ладно горе на небото, наместо дожд паѓа снег, погодувате снег. Значи, дечиња, навистина капката може да се претвори во снегулка. Само доколку е таму горе ладно на небото и ќе стане снегулка. Значи, да се надеваме дека сонот на малата дождовна капка ќе се исполни и следниот пат ќе се стигне на земјата како снегулка. Сега можам да ви дадам една идеја заедно со вашите родители да направите и вие дожд и облаче. Тоа ќе го направите вака. Потребно ви е еден подлабок сад со вода. И неколку чашки или една чаша. Прехранбена боја, тоа е бојата што вашите мајки прават торти и колачи. Потоа, откако ќе ја наполните теглата или садот поголем со вода, ќе земе тато од пината за бричење, ќе испрска горе врз водата и таа ќе остане над водата и ќе личи како облаче. Потоа ќе земете една мала пипета и ќе капнувате врз пената. По некое време таа капка што сте ја капнале горе ќе почне да паѓа надолу низ пената, како дожд. Освен тоа, дечиња, што може да си играте, може да си направите игра кога е додевно, односно врнежливо и не можете да одите да играте надвор. Во една кеса ќе земете, ќе искинете ситни мали парченци, ќе ги ставите внатре. Ќе нацртате чадорче, со мама и со тато ќе залепите, ќе ја протнете сламката во кесата, ќе ја залепите со селотип и ќе си дувате, а внатре картивчињата ќе летаат и ќе изгледа како дожд. Друга идеја, исто, што може да си ја реализирате, е да си направите уште една игра. За неја ќе ви биде потребен картон за подлога, едно облаче исто од картон направено, сламки исецкани и врвки. На облачето ќе ги залепите прво врвките, па потоа ќе го залепите облачето на подлогата од картон. Ќе ги залепите исецканите сламки и кога ви е здодевно, ќе си играте дожд, односно низ сламките ќе ги протнувате врвките. Ви посакувам пријатна забава. До нашето следно видување.